Здраво! Добре дојдовте на новата епизода на мојот подкаст. Ова е една епизода која што повторно некако доаѓа од последниот период, каде што имав неколку конверзации, неколку разговори и со клиентки, меѓутоа и со личности кои што работат на личниот развој, и така се погоди некако во краток период да ме прашаат: Елена, јас не разбирам, толку време работам на себе, ама не гледам никаква промена. А имав и две клиентки кои што ми донесоа: добре, ве работам на себе долго временски период, меѓутоа никако не можам да ја видам промената. Оно што е интересно е што двете клиентки доаѓаат, јас ги викам тие чекин средби, односно од време на време, еднаш месечно или еднаш на неколку месеци или по потреба. Меѓутоа ми беше интересно затоа што она кое што јас го увидов е колку тие не се свесни за нивната промена, а од друга страна одлучив да снимаме една ваква епизода затоа што не за овие клиентки, меѓутоа многу често некако личностите кои што работат на себе очекуваат промени, очекуваат да се случи нешто кое што никако да дојде. Што е тоа што никако не доаѓа и зошто се случува тоа да никако не доаѓа, токму во денешната епизода ќе ви споделам. Значи, кога ние почнуваме со работа на себе, прво е многу важно некако да се запрашаме што за мене значи работа на себе. Например, за мене работа на себе значи работа со психотерапевт, пишување на дневник, редовна рефлексија, споделување во мојата пир група или со моите терапевтки другарки, така некако, каде што доста знаеме да се мавнеме шамар. Честа проценка на себе си што правам, редовно вложување во себе, во својата глава, во програми, курсеви, едукација, книги, подкаст и така натаму. Меѓутоа, точно знам што значи реална работа на себе, а што значи само едукација. Океј, сега ќе ви објаснам. Што значи за тебе работа на себе? Многу често луѓе ми кажуваат: јас работам на себе, јас читам книги, јас слушам подкасти, јас влегов во, не знам, бизнис коучинг или некој коучинг кој што е, да речеме, насочен кон, не знам, нешто, маркетинг или нешто такво. Знаете, многу често луѓето мислат, и можеби ти си една од нив кој што мисли дека работа на себе е да читам книги. Читањето книги е поддршка во процесот на работа на себе. Меѓутоа, дури и кога работите на себе со терапевт или со коуч, има нешто кое што се вика едукација или знаење не е еднакво на промена. А промена значи примена, односно примена на знаењето значи промена. Сега, тоа е едниот аспект, меѓутоа ќе одам на почетокот. Кога почнуваме со работа на себе, без разлика на кој начин, дали е тоа преку психотерапија, јас секогаш споделувам дека не постои изговор зашто не одиме на психотерапија, бидејќи доколку немате финанси, постојат и центри кои што нудат бесплатна психотерапија, која што можеби е ограничена во однос на колку примања имате, во која ситуација се наоѓате, не е бесконечна, имате десетина средби, мислам дека 5 или 10, не сум сигурна, кои што се бесплатни, меѓутоа тоа е и повеќе од доволно, односно тоа е многу повеќе од ништо. И сега нормално тука одат книгите, меѓутоа какви книги консумирате? Дали се од, да речам, од една позиција на освестување, или пак се книги кои што нудат и некои практични совети што да го промените, например, книгата од Тони Робинс. Не сум сигурна како беше, ама нешто со пронајдете го джинот во себе или нешто така, нешто со джинот во себе. Тони Робинс има НЛП позадина и целата таа книга е со вежби. И јас знам, сам многу е голема книгата и знам дека кога ја читав, седев со тетрадка и мислам дека уште еднаш треба да ја прочитам или уште 5 пати треба да ја прочитам за да можам сите вежби да ги направам. И сега јас прилика тие вежби и ги имам направено, затоа што јас имам во позадина НЛП
Едукација, базичното ниво, нормално имам психотерапевска едукација толку долгогодишна и така натаму, меѓутоа не беше за мене да речам нешто ново, но некој што почнува да работи на себе, тоа би било книга која што ја би ја препорачала, затоа што таму има прашања кои што те насочуваат, кои се твоите вредности, кои се твоите темелни вредности. Нели, како да направиш промена, што е оно што сакаш да го промениш, што чиниш, што не чиниш, што се случува со тебе, нели? И на свесност. Меѓутоа, книга за себе не е книга за себе некоја која што само споделува како да го добиете тоа што го сакате или, не знам, само некоја свесност околу работите. Јас, например, многу обожавам книгите на Робин Шарма. И тие се многу убави, меѓутоа тие не нудат тие нудат инспирација, тие нудат мотивација, тие нудат еден поттик, тие нудат една едукација или нешто интересно кое што може да го знаат, ама не нудат практично решение како да се промениме. И сега ние ако не знаеме зошто ја читаме книгата, нели? Тогаш што ако ја прочитаме? Ако јас ја читам, например, не знам, Лидер без титула, една од моите омилени, а не знам зошто ја читам, јас нема да можам ништо да променам. Што значи тоа? Ние мораме да имаме реалистични очекувања, прво реалистични очекувања, односно да некако пред да почнеме да работиме на себе си, да имаме јасна визија што е оно кое што го очекуваме. Дали работиме на себе затоа што сакаме да речеме да бидеме внимателни, да не западнеме во депресија, анксиозност, во некое си самоуништувачко однесување, дали работиме на себе, па дури на терапија, дали работиме само за да вентилираме, да споделиме со што се соочуваме, да имаме некој со кој што имаме потполна доверливост, да можеме да споделиме и да кажеме нешто, или имаме конкретна цел која што сакаме да ја исполниме. Например, обично на првите средби кога одите на терапевт или на коуч, секогаш се договарате на што е она на кое што ќе работите. Кога одите на коуч, тоа е малку поригидно, затоа што коуч не допира трауми, не работи на некои внатрешни процеси, туку некако повеќе е фокусирано кон иднината, односно фокусирано кон исполнување на тоа ваше очекување, односно ваша цел која што ја имате. Сега, ако вие тргнете и со некоја голема цел и знаете дека постои, вие сте сега на точка А и знаете дека постои точка Б на која што сакате да стигнете, тоа е многу реално да се случи и тоа е нешто кое што можете да го постигнете така што знаете дека онаа промена која што ја очекувате е токму точката Б. Ако одите само за да се вентилирате, да се искажете и да се конектирате, да некако научите како да се конектирате со другите, да имате еден доверлив однос и така натаму, тогаш знаете дека вашата всушност промена е конекција со некој, празнење на вистинското место би рекла, нели, за да не е некако испроектирано на другите личности околу, за да не е некако во насока на напаѓање на другите личности кои што во моментот не е соодветно, нели, да оди кај нив, зашто ние многу често знаеме толку многу да акумулираме и наместо тоа да го извадиме сами со себе, да си го решиме, да имаме еден простор, еден вентил, да извентилираме, нели, на правилниот начин, ние знаеме тоа да го направиме со другите личности и да влеземе во конфликт, да се спокараме или да влеземе во некоја негативно самоуништувачко однесување. Исто така, доколку сте почнали да работите на себе само затоа што имате интерес во работата на себе, а се уште немате одредена цел, најверојатно работата на себе ќе биде во однос на препознавање на некои шаблони кои што сте ги имале, препознавање на одредени трауми, трауматски реакции, во наводници пеглање на односот со мајка, татко, нели, родители, баба, дедо, браќа, сестри, партнери, така натаму, се додека после одреден период, најчесто доста подолг период, не дојдете до моментот на добро, сега се прочистив, се исчистив, се разбрав себе си, видов кај сум. Сега, тука има еден момент, одбрав или преземав одговорност да ова што го научам, го применам во секојдневниот живот. Значи, имам клиенти, нормално и јас исто така сум доживотен клиент и ќе бидам. Таква е мојата професија, бара од мене да јас постојано растам, се развивам, внимавам, одам на супервизија и така натаму, затоа што работам секојдневно со, јас би кричам секојдневно, нели, со проблематики, со проблеми, со работи кои што не се лесни да се гледаат и морам да бидам многу внимателна од лични проекции и така натаму. И сега, ако јас, да речеме, на таа средба со мојот терапевт сум разбрала, или
сум ја прочитала таа книга, сум освестила. Не велам дека не може да освестиме нешто од книгите, да не бидам разбрана погрешно, меѓутоа, многу е поретко да направам промена кога само ќе прочитам. Јас имам една епизода зошто книгите за самопомош не се секогаш решението, каде што многу убаво овој процес го објаснувам, не знам, некаде на почетокот ја снимав, значи е многу одамна, најдете ја, топло срце ви ја препорачувам. Многу луѓе ја скокаат и не ја слушаат затоа што мислат дека внатре ги поплукувам книгите, напротив, точно давам насока како да се користат и зошто и кога. И мислам дека е многу богата и многу значајна епизода да ја слушнете, за да видите дека не постојат милион начини за да бидете подобра верзија од себе, затоа што постојат милион книги, значи не постојат толку многу трикове, има нешто друго во позадината. И сега оно што е интересно е што јас ако освестам дека, например, имам, не знам, травматичен однос со мажите, со таткото, нели, и потоа со машкиот пол. Јас бирам дали ќе се обидам, односно бирам свесно и преземам одговорност како да го поправам односот со, измислувам, брат ми, партнерот, братучедот, колегата на работа и така натаму. Значи, бирам да пробам да направам промена, која што често е бебешки чекори и која што вели, ако јас досега сум имала травма во контактот со машките личности, еве сега преземам одговорност ова да го променам. Го ставам во заграда тоа што е, го обработувам со терапевтот или го прифаќам и така натаму, зашто ако е само во книга нема шанси да се обработи, меѓутоа кога е во контакт со терапевт нормално дека се обработува и почнувам да го менувам. Ако јас освестам дека не знам да кажувам не, дека имам проблем со границите, јас бирам што да направам. Работам со терапевт, вежбам, имате многу подкасти тука, имам цел мини серијал за границите, имам неколку епизоди за границите, го имате програмот Асертивна, имате нешто кое што можете да го барате на интернет и да гуглате, да мислам, постојат многу начини на кои што може истото да го направите, меѓутоа, можете се да направите. Ако не превземете одговорност да вие нешто промените, односно да нешто примените, нема ништо да се смени. Се ќе остане на, па ја не знам да поставам граници, таква сум. Океј, јас не знам да поставам граници, ајде сега ќе одам на кафе кај мама, да видам како можам на мама да ја поставам здрава граница. Нели? И полека почнам да поставам здрава граница, па еднаш малку ќе се изгорам, па еднаш ќе се расплачам, па еднаш нема да оди, па еднаш ќе биде тешко и така натаму, сите дека јас не сватам дека океј, постои начин, вака ќе пробам, и тоа е еден процес на учење и процес на растење. Затоа што личниот раст и развој и она работата на себе е процес. И таа не зависи само од вас, или само од книгите, терапевтот, коучот, подкастот или без разлика, нели, од страна, туку таа зависи од животната околност во која што се наоѓате. Јас често кажувам, има некои учители. И има една многу убава мисла, учителот доаѓа кога ученикот е подготвен. Мене, на пример, многу учители ми дошле и јас сум ги исклучила, сум ги завртела грбот, не сум сакала да работам затоа што не сум била спремна. Истиот учител, истото видео, истиот подкаст, истиот блог, истиот пост, истата книга, истиот терапевт, нели? Ке ми дојде после X време, кога во мојот момент во живот, во тој момент, или јас сум порелаксирана и поминала некоја бура, или сум понаместена, или па имам некоја бура која што ме поттикнува да гледам во тоа, и наеднаш, токму тој подкаст ми го променува животот. Меѓутоа, не ми го променува животот само затоа што сум го слушнала, тоа може само да биде како аха момент, односно свесност, туку јас сум таа која што одговорно бирам да направам одредена промена. Сега, она кое што морам тука да го споделам е дека освен реалните очекувања, значи прво, за колку време очекувате промена, второ, каква промена очекувате, трето, зошто или прво е ова, зошто почнувате да работите на себе, која цел сакате да ја постигнете, ова се прашања кои што и ве потикнувам да си ги прашате. Значи,
Зошто почнувам со личен раст и развој? Што е она кое што сакам да го променам? Која е точката Б на која што сакам да стигнам? И внимавајте, точката Б постојано се менува, значи Б, С, Д и така натаму, значи процес е личниот развој, меѓутоа почнете од таму, сега се наоѓам тука, она кое што сега ми е потребно, сакам да се најдам таму. Значи, ако го правите, дури за вентилирање, сакам да бидам на точка каде што нема да избувнувам на луѓето кои што не се ни криви ни должни, пример. Или, сакам да постојано внимавам на себе си, да имам простор кога можам да го делам мислењето со некој друг, или да слушам и да се следам и така натаму. Сакам да се осознам себе си. Затоа што понекогаш личниот раст и развој останува само на ниво на свесност. Но што е оно кое што е во позадина? Имаме ниво на сензитизација, имаме ниво на свесност, имаме ниво на мобилизација, кога ние бираме што е она кое што го поседуваме, кои се нашите силни страни, квалитети, вредности, алатки, ресурси кои што ги имаме, за понатаму од таа мобилизираност да отидеме во акција, за да може да направиме одредена промена, која што ќе ни донесе задоволство и понатаму именно полекување и повторно во нов похват, или во нова сензитизација, во нова свесност. Сега, ако останете или ако целта некаде несвесно ви е само на свесност, или пак доколку останете само на свесно на свесност, така што не тргнувате да работите активно, не ги користите ресурсите за да влезете во акција, тогаш одговорноста е на вас. Затоа што доколку не постои реална пречка, она што е во позадината пречка е тоа што не ја преземате акцијата за да направите одредена промена. И затоа може да работите 5 години на себе, да читате и да одите на терапија, да одите на коуч и да проверувате што и како. Меѓутоа, ако вие немате цел, ако вие немате акција која што ја правите, не очекувајте кој знае каква промена. Променете во самиот процес, променете тоа што се грижите на себе, променете свесноста што си давате одреден час, одредени часови или одредено време во текот на месецот за вас. Тоа е дел од промената, или пак можеби само размислете дали можеби нивото на стрес ви е намалено, дали сте малку позадоволни, дали сте помотивирани, дали сте посрекни, посмирени и така натаму. Значи, секако постои одредена промена, но доколку не ја гледате, тогаш тоа е одлична точка за да разговарате. Зошто не ја гледате? Што е на што ви ја кочи акцијата и дали можеби очекувате и барате да имате одреден резултат како некоја друга личност, а таа личност не сте вие. Зошто ова го кажувам? Затоа што многу често, фала Богу, тоа е преубав процес, луѓето кои што се влијателни и се надам дека се повеќе ќе го прават тоа, нели споделуваат дека работат на себе. Вклучително и јас ви споделувам дека работам на себе. Оно кое што го кажувам е дека работам многу долго време на себе и дека нормално мојот процес, мојот развој не зависат од годините само, имам позадина, нели, и животна и така натаму искуство и не може некој да го споредува мојот развој сега со неговиот развој. Прво затоа што сме две различни индивидуи, на некој ќе му треба можеби многу помалку време, меѓутоа никој не може да стигне на моето место, затоа што никој не е Елена, никој го нема мојот живот, моето искуство, моето место нели во овој свет и обратно, јас никогаш во животот нема да стигнам на некое друго место, без разлика дали тоа е на поглавје 5, јас на 20 или јас сум на 5, тоа е на 20. Никогаш. И ова мислам дека нешто кое што мора да го прифатиме и да го сватиме. Другите луѓе споделуваат дека работат на себе и имаат развој кој што вие го гледате. Ама тоа е нивниот развој и живот кој што вие само гледате еден мал сегмент и можеби некаде не сваќате дека или работат многу повеќе на себе од вас, а што значи многу повеќе на себе? Применуваат многу повеќе, вежбаат многу повеќе, работат многу подолго. Значи не работат 1 година на себе, работат 3, работат 4 и не работат само со книги и со подкаст и со терапевт, туку имаат и програми, имаат и мастермајнд, имаат и, постојат многу начин, имаат групна поддршка, групната работа на себе, нешто кое што буквално нема цена и мислам дека треба да снимаме на таква епизода за моќта на групната поддршка, припадноста, благодарноста, мотивацијата, сето оно кое што го нуди групата, инспирацијата, меѓутоа
Свесноста дека сите поминуваме горе-долу во некои слични процеси, ама на автентичен и различен начин. И тоа е нешто кое што мора да го прифатиме, дека кога ние почнуваме да работиме на себе, ние не ја бараме или не ја очекуваме промената која што ја има Елена. Не ја бараме промената која што е возможна за мене и која што е посакувана за мене во овој момент, во оваа сезона од животот од која што се наоѓам. Понатаму, нешто кое што многу стои тука, мислам дека многу е важно да го споделам, е дека имаме лимитирани уверувања. Во гешталтот ги викаме интроекти, и ако ги следите редовно моите епизоди, некаде сигурно така сум ги нарекла, меѓутоа мислам дека како уверување е многу по-опипливо и многу модерно прифатено. Ние имаме несвесни шаблони кои што не ни дозволуваат да се мобилизираме за да преминеме во акција. Овој процес можам да го зборувам многу часови. Ова е нешто кое што морате да го освестите, да видите дека акцијата ви е блокирана и да видите кое уверување ви стои во позадина, зошто не чувствувате дозвола или не чувствувате мотивација или некако како можност да излезете од процесот на мобилизација или од процесот на свесност, затоа што понекогаш постои процесот каде што не си ги ни гледате вашите ресурси за да може да влезете во евентуална акција. И кога ќе откриете, кога ќе видите што стои во позадина, не знам, кај секој може да стои различно. Еве да речеме, чисто како пример ми е важно некако да споделам пример, дел од мојата блокада. Дел од мојата блокада кога почнував со Инстаграм профилот, кога почнував со да го градам мојот бизнис како жена предприемач и така натаму, една водачка и мислам дека една поголема блокада ми беше уверувањето дека јас не заслужувам успех, или која сум јас за да имам некаков успех, или што се замислувам, што сум летнала во облаци, па сега тука ќе отварам јас некој мој бизнис, ова е Македонија и во Македонија нема пари и нема економија и не може да отвориш бизнис и не можеш да успееш и кој во Македонија го интересира за личниот раст и развој и така натаму. Мислам, чисто само ви носам дел од уверувањата кои што стоеле во тој процес каде што јас сум се мобилизирала и не сум преминала во акција. Секако, свесна за овие уверувања, односно свесна за застојот, почнав да работам на тоа да дознам кои се тие уверувања. Сите тие уверувања некаде сум ги запишала, видела, уважила, обработила и сум тргнала во насока на дај да видам сега како можам да ги тргнам овие настрана и да видам што е она кое што ја можам да верувам или што е она во кое што јас верувам веќе и полека да можам да ја откочам, да го откочам овој застој и од овој застој да отидам во акција и да нешто променам. Не би да тука некако многу ширам, како оваа епизода не би траела предолго, меѓутоа е многу важна епизода и мислам дека е многу важна епизода и за оние кои што не се чувствуваат дека се во застој, меѓутоа кога ќе дојдат во застој да ја преслушаат, чисто само за да направат дај да видам што се случува со мене. И кога, што е важно тука, да ги идентификуваме овие лимитирани или овие не би рекла наметнати уверувања, кои што не се наши, кои што не се реални, кои што не се вистина, за да може да влеземе во акција, затоа што кога ќе влеземе во акција, постои примена која што е еднаква на промена. Уште еднаш ќе повторам, едукација не е еднаква на промена. Примена е еднаква на промена. Значи, ние можеме сите книги на светот да ги прочитаме, се можеме да знаеме, се можеме да слушаме. Ако не промениме нешто во реалност, ако не преземеме акција, ништо нема да се смени. Освен ќе расте нашата лутина и уште повеќе ќе расте незадоволството во нас. И другиот аспект, кој што е тесно поврзан со уверувањето, тоа е стравот од промена. Многу луѓе го носиме и сите го имаме, затоа што едноставно стравот
тука и страмот, би рекла, меѓутоа сега ќе зборувам за стравот, значи стравот е нешто кое што не држи, нели нормално, ние викаме не саботира, меѓутоа стравот е присутен кај нас, мислејќи дека не штити. Не штити од промена, а што значи тоа? Се јавува еден отпор кон промена, односно се јавува еден отпор и да останеме во комфортната зона, затоа што таму ни е пријатно, нормално и треба да ни е пријатно. И јас многу често викам, ако си заглавена, не работи на тоа да излезеш од комфортната зона, каде што стравот само уште толку многу ќе порасне и нема да се случи развој, тука ќе се случи анксиозност, значи нема да пораснеш, ќе станеш анксиозна. А напротив, работи на тоа да ја прошириш, да ја уважиш, да ја истражиш твојата комфорт зона, како што би можела да се чувствуваш уште постабилно и уште подобро, да видиш што е во твојата комфорт зона и ти помага да растеш, а можеби не го гледаш. Значи убаво е да бидеме во комфорт зоната, да видиме што е тука, што е плодно тука, дај да видам што ме држи тука и полека да ја прошируваме, за да не биде она присилено излегувам од комфорт зона и правам нешто толку што ме преплавува, што се превртувам и едноставно паѓам во депресија, станувам анксиозна, добивам панични напади. Мислам, тоа не е раст. Да, некогаш можеме да го направиме тоа, ама за тоа мора да имаме силна подлога. Значи, куќата се гради од темел и многу е важно да некако го обработиме темелот. И кога сме кај темелот, тука доаѓаме на еден клучен момент, кога почнуваме да работиме на себе, работата на себе не изгледа исто кај секој. И ова е некоја слика која што постојано ставам, каде што кај некој е видлива, кај некој има корења, повеќе и така натаму. И сега знаете како, послушајте епизодата за бамбусот, која што ја имам снимена. Ако не сте ја слушале, одма слушајте, ако сте ја слушајте, повторно ја слушајте. Зошто? Затоа што не ја гледате промената. Ако навистина работите на себе долго време, значи вие си ги зајакнувате корените или си го градите одново темелот. Може би не сте свесни за тоа. Време е да го свестите тоа. Нема промена, нема некој голем раст, има зајакнување на темелот, односно раснење на коренот, за понатаму кога ќе се случи невреме, да не се откорнете, да не се превртите, да не паднете веднаш, туку да имате одредена стабилност. За X време работа на себе, ќе стигне моментот кога горе ќе си го видите никулецот и кога ќе си го видите стеблото и здравие понатаму и розите, цветовите или не знам како кои цвети да се замислувате. Че ова запомнете го, не е возможно да работите на себе, а ништо да не се променило, макар и останало само на едукација, ако ништо друго. Свесни сте што се случува, свесни сте за вашите шаблони и многу полесно веројатно можете да забележите кога влегувате во таква шема или едноставно ги разбирате релациите кои што ги имате и така натаму. Понекогаш за некои луѓе овој процес е многу долг. Во мојот случај, за јас да разберам дека немам здрави граници во релациите, во односите со себе и така натаму, мене ми треба 6 години работа на себе. Јас разбрав и сватив свесно дека имам многу попусливи граници во момент во мојот живот кога буквално тлото толку многу се тресело, што јас морав да поставам ригидни граници, да излезам толку многу од тогашната моја комфорт зона, да станам арогантна, нели? Мислам, стануваше збор за тоа нездрави граници, меѓутоа морав да го направам тоа во тој момент, кој што е XX многу ретко во животот, за ја да сватам па јас немам многу здрави граници. Да, други луѓе ми зборувале, партнерот многу често ми зборуваше дека имам доста нездрави граници, дека не се вложувам добро во пријателствата и знаеш често да речам како да не сега гледај, ќе ме отргне од другарките, мислам, тоа е некако процес кој што често ми се случувал, се дека не сватив и не му реков ти благодарам. Значи, затоа што многу често тие што не сакаат, многу често родители, партнери, па и самите пријателки, знаат да детектираат кога нешто не правиме ние добро. Ама е многу тешко да го прифатиме тоа. Не се секогаш во право, нормално. Постојат и токсични релации и така натаму, меѓутоа еве во мојот случај, јас дури се лутев и мајка ми многу често знаеше да ми каже: "Знаеш, Кирко, мене кажи ми, немој на другарките." Леле колку и се лутев. Меѓутоа,
многу добро од оваа перспектива ја разбирам кога ми викала мене кажи ми, затоа што јас потоа патев, се разочарував ако нешто се случило, едноставно само сакала да ме поддржи, нели, има здрави граници, некои работи не мора да се споделат, видиш што е нешто можеш, што е нешто не мораш, како можеш да се заштитиш, на кој сакаш да го споделиш. И нормално животот ме донел до еден простор каде што како јас растам, како расте мојот бизнис, така мора да растат и моите граници. И со тек на време почнав да ги разбирам и луѓето кои што некако се отуѓуваат од дел од луѓето или оној минимализам кој што го носев, каде што ти сваќаш што е нешто ти е многу значајно. Секако тоа не секогаш, не секаде, меѓутоа понекогаш баш мора да се направат и некои такви промени. Сега, она кое што друго ми е многу важно, а го гледам, тоа е трпеливоста и константноста. Односно, има еден фактор време кој што стои тука, многу е важно да имаме трпение. Затоа што личниот раст и развој, ајде што е кај секој различен, понекогаш кај некои луѓе е малку побрз, токму затоа што се наоѓаат во криза. Затоа ви ја споделив приказната. Јас кога бев во криза, научив и станав мастер за граници, затоа што имав криза која што ми направи буст, како да кажам, за јакнување или за брзување, ама јас 6 години претходно сум работала на тоа. Само што е некако малку по малку, ајде сега овде, ајде сега тука чепни, ова чепни, она чепни, и нормално не ми било некој приоритет и така натаму, се дека не ми стана приоритет. Кога ми стана приоритет, јас го освестив и почнав свесно и со намера да се едуцирам. Тука е разликата. Веќе си поставив цел. Значи, дојдов во еден момент кога си реков, јас ќе научам, нели, да поставам здрави граници веќе во мојот живот на секое поле. Онолку колку што имам моќ, нели, капацитет. Не сум совршена, не можам се сега и одма. И тука е трпението. Значи, потребно е време, реално очекување и свесност за тежината на нашето патување и важноста за нашата дестинација. Значи, пак ја повторам, имате ли дестинација? Ако немате, не ја барајте. Дестинацијата е тогаш нешто друго. Тогаш дестинацијата е нешто кое што е на друг начин опипливо. Вентилирање, споделување, конекција, празнење, освестување, нели, нешто друго, поддршка, моќ, омоќување, така некако свестување на своите силни страни, слаби страни, шаблони, трауми, конекции. Ама не е тогаш во коучингот да го има тоа, не е поврзано со цел. Значи не барајте да станете вие наеднаш друга личност, затоа што ниту имате таква цел, ниту сте тргнале на тоа патување, ниту пак ви е потребно во овој момент, тука и сега. Исто така, конзистентноста, односно на константно нешто да правите постојано, е нешто кое што е многу важно. Затоа што не може ние некако еднаш ова, па веќе не го правам. Ова многу често ми се случува, јас на сите им препорачувам дневник, на сите мои клиенти, не е за секого, прифаќам индивидуалност, меѓутоа ако барате начин кај што сакате да имате буквално постојано 24 часа терапевт до вас, особено ако веќе сте работеле со терапевт, имате ниво на свесност, знаете кои прашања да ги поставувате или барате простор за вентилирање, тоа е дневник. Значи, имам 2 епизоди за дневник, мислам дека втората и третата на овој подкаст, одете, преслушајте ги и едната и другата, и видови на дневник и зошто да пишувате дневник. Не сакам да се повторувам во секоја епизода, во некоја можеби се поклопува, меѓутоа сега не би да влезам таму, меѓутоа многу често ми доаѓа клиенти и ми вика, Елена, јас пишував една недела или не знам 2 недели и па ништо не осет, или пишував 2 дена, мислам, има и такви ситуации, или не пишував, не почнав, ама ти сега помогни ми да се сменам. И знаа да се, нормално, многу да се изфрустрира ако речам, види, ја не можам да ти помогнам. Значи, ти мораш нешто да примениш, ти мораш нешто да промениш, не може овој еден час тука со мене реално цел живот да го смени. Значи, ја освестуваме, гледаме и ти преземаш одговорност што понатаму да се промени во животот, нели? Мислам, зборувам кога некој сака одредена промена. Или кога се установило и сватил и дошол до моментот дека му е потребно редовно и така натаму. Нели, обично, кога немаме каде да споделиме, кога ни е потребно, кога се сочуваме со многу работи, кога ни е потребно да рефлектираме,
кренеме да видиме каде сме, да си ги осознаеме емоциите и така натаму, имате на мојот канал на Инстаграм. Само треба да враќате нагоре 30 дена предизвик за пишување на дневник со многу прашања. Значи буквално почнете кога сакате, практикувајте кога сакате, ако немате прашања, таму имате, мислам дека секој ден по 2-3 прашања, буквално имате море прашања кои што може да ги поставувате и да почнете на некој начин со реална работа на себе, каде што почнувате да применувате полека. Значи таму имам прашања и од типот на размислете за ова и ова, што може да направите во врска со ова и ова. И ако вие видите и имате месец дена константно пишување, вие мора нешто да промените после тој еден месец. Малку. Значи, бебешки чекори, меѓутоа, што е нешто може да го направите во врска со тоа и на пример сте сватиле, па еве да си поставам одредени граници или да, не знам, му простам на тој човек или да си простам себе си за тоа или да отидам таму или да почнам да вежбам или да почнам да внимавам што јадам без разлика. Па време е да го направите тоа. И тука од моментот на никој нема да го направи тоа место вас, никој нема да ја заврши работата место вас и знам дека е тешко и знам дека е фрустрирачки, меѓутоа личниот раст и развој не е лесен и никој не рекол дека ќе е лесен. И тоа е една од главните причини зашто луѓето не го прават тоа, меѓутоа не може да очекувате бенефит после краток период. Тоа со 21 ден не е вистина, реалноста е дека ни се потребни најмалку 60 и неколку 66 дена за да некоја реално видлива промена се случи поголема. Може да почувствувате минимална промена на почеток, меѓутоа реалната промена која што веќе ќе биде видлива и за другите луѓе е минимум 3 месеци. И затоа и во гешталт терапијата некаде постои непишано правило каде на почеток се договараме за 10 средби. 10 средби е предвидено да е околу 3 месеци. Нели да се скукне некоја недела или нешто така, значи 10 до 12 средби каде што се очекува некоја реална работа на себе и минимална промена за тие средби. Значи ние не можеме се за 10 часа, имајте свесност колку години имате, значи колку часови така сте живееле, за колку часа сакате да направите промена. И за да не некако должам многу, мислам дека оваа епизода е многу важна, многу значајна, значи внимавајте на очекувањата и оно што ми е многу важно да ви го донесам, внимавајте на околината. Што значи околината? Многу често, ако ние не ја промениме нашата околина на живење, не можеме да направиме реални некои големи промени. Не зборувам да ја промениме околината од типот на сега живеете таму каде што живеете, па сега треба да се преселите, меѓутоа што да промените во секојдневието, што да промените во собата, во просторот каде што живеете, што да промените од вашата, колку да звучи смешно, гардероба, шминка, начин на пројавување, начин на изразување, пријателства, токсични навики кои што ги имате, токсични пријателства и релации кои што ги негувате, токсични, да речеме, ако сте во семејство кое што не ви ги почитува границите, ниту пак вие нивните, пошто многу често е тоа обострано, нели? Едноставно имате различни граници, различни очекувања, различен начин на живот, тогаш ве поттикнувам и да се преселите. Може да тоа е во ваше место, може да тоа е на некое друго место, меѓутоа колку и да е смешно и некако премногу зборувано и премногу кажувано, повторно ќе го донесам оној момент со цвеќето, значи цвеќето кога почнува да венее, не го фрламе, не е дека цвеќето не чини, едноставно ја менуваме средината или помагаме во земјата, додаваме нешто што е ѓубриво, нешто што може да помогне, вода, помалку вода, повеќе вода и така натаму, и тоа е оној момент на само станете свесни за вашата околина, дали можеби вие работите на вас, меѓутоа не правите промени во околината. Односно, не се наѓубрувате, не се ставате доволно вода, не се наводнувате, премногу се наводнувате, имате премногу токсични односи, премалку светлина, премногу светлина и така натаму. И тоа се некои работи кои што се индивидуални, кои што се на вас. За жал, дури и со стручно лице, не може да ги откриете ако вие не ги освестите некаде за да ги споделите. Затоа што личниот раст и развој, не заборавајте дека е динамичен процес кој што не е баш така рамна линија и не е една линија која што оди одма нагоре, туку личниот раст и развој е како ако сте виделе ЕКГ како изгледа срцето, ритамот на срцето, нагоре надолу, право нагоре надолу и така натаму, и тоа е реалноста на животот. Така знаеме дека сме живи затоа што имаме подеми и падови, имаме работи кои што се
лесни, тешки, пријатни, непријатни, позитивни, негативни, како и да ги нарекувате, само останете свесни дека тоа е нешто кое што е природно и кое што е дел од личниот раст и развој. И затоа доколку се прашувате зошто нема промена, а работите долго на себе, проверете што е она кое што не ви е промената во околината, проверете дали воопшто имате цел и ако имате цел, која е вашата цел на работата на себе и доколку очекувате поголема промена, дали е таа промена која што е реална за вас и за вашиот живот, за вашата околина, за вашиот простор каде што живеете, за вашите околности во кои што се наоѓате, или се за некоја X личност која што ја гледате. И видете, затоа што најчесто ние се врзуваме со окей, таа личност така пораснала. Во суштина е чувството кое што го има таа личност, не работите што ги прави, не станува збор за начинот на живот кој што го живее, туку за чувството кое што го има додека го живее тоа што го живее. И затоа, ако сакате да повеќе работите на себе или повеќе промени гледате кај себе, почнете да го применувате сите она кое што го знаете, не останувате на ниво на свестост, на ниво на когниција, почнете да го имплементирате телото, затоа е многу важно телото во самата работа на себе, затоа е многу важно да ги отлотворите и емоциите и целата таа една позадина која што си ја носите и да останете свесни за тоа тројство, а тоа е телото, духот и мислите. Ви благодарам на сите кои што останавте до крај на оваа епизода, а се надевам дека оваа епизода ќе ви биде голема поддршка и дека е одговор на некои прашања кои што ги имате. Свесна сум за долгото траење, меѓутоа самото тоа докажува колку всушност е важна оваа тема и колку всушност има многу зошто да се каже, тоа е оној застој во кој што се наоѓате и само уште нешто. Никогаш е убаво да останете во застој, затоа што застојот носи најмногу плодност и една празнина која што всушност понатаму ни е катапулт во промената. Но тоа во некоја наредна епизода. Имајте прекрасен остаток од денот. Поздрав! И секако не заборавајте да ја споделите оваа епизода со вашата пријателка, пријател, мајка, сестра, некој кој што ви е многу близо, кој што мислите дека не гледа промена во својот живот и можеби ќе го мотивирате и ќе го поттикнете на промена. Ви благодарам.